Лекторе, не е добра как да се работа, да правим говори за комисия. Видяни сте от то, що може да заведа в интернет, което е събрано на 21.007 години е комбинацията на предприятие. Ова година планирате да завършите на позитивна нула. И това благодарение, що по приходната страна ви е влезен и остатък от отделът от основачка година от милиони 800 денари. Против, що ова година, ако няма мотивите, го негативно. Лошо е zato što ova godina će proleta i ljudi sternate i treba da pravite plan za 2017. godina. Основачният капитал ки от дома трошите. И ако оставите само с един единствен инвеститор, Кромберг и Шуберт, чиито издателци се фиксни, не гледам како би се сказали на 2 милиона и 100 хиляди денари, вас ки ви фалат минимум некаде около 2 милиони денари за да помините со позитивна нула. Да видам искрен, кога го носехме ова измената на планот за 2014 година лани, во кој што беше влезе државната помош, не си имам некоја погрешна представа дека државната помош е дојде од скрепитовата така во моментот се предпостави. Дека секоја година Общината, барем додека јавно предпријатие не честотите не преговорим естествено, фактички одговаря на својот оставачки блок и на тој начин ќе се врши исплатата на државната помош. Сега видов се убедив дека исти случај бил и лани, фактички државната помош дава само да јавно предпријатие. Тоа е неодржливо. Значи, абсолютно е неодржливо и токму заради ова, меѓу другото, и работата на јавното предпријатие нема да биде само одржливо. Вас ви требаат следната година минимум 2 инвеститори од форматот на Кромберг и Шуберт, за да ги покривате трошоците за работа, за да покривате државната помош што дава. Спротивно, бидејќи немате акумулирана добивка, вие буквално им треба да прогласите, не знам како тука јавните предпријатија, банкрот сигурно не е вистинско избор. Нешто ќе треба да се случи. Иначе до инвестициите што ги спомнате, еве да речеме некои идни инвеститори кои што би влегле, нема некој интересен материјал, од кој што би приходовало јавното предпријатие, проста причина што според моите информации со Челмак е работата релативно започна. Според моите информации, ако Груевски го најави Челмак на почетокот од март 2015 година да ги почне со работа до крајот на 2015 година, тим ще имат извршено солемизирање на договор. И тоа пак ќе речем според моите информации, затоа што бара 300.000 евра за подобрување на носивоста на земјиштето, значи за да може да почне да градат. Сега засега никој не да им ги даде. Можем и да разберам зашто никој не да им ги даде, затоа што еден ти да му дадеш на Кромберг и Шуберт 1.500.000 евра за истата намера, советување дека ќе работи 3 до 3.000 луѓе, а друго е тоа да му го даваш на предпријатие кое што планира максимум за 3 години да работи 150. Едноставно не гледам тука економската логика. И најверојатно не може да ги даде парите и најверојатно нема ни да отварат. Нема ни да го отварат. Овие другите фирми, Melior, Food и Spring, истина не знам до каде се градежните работи, дали нешто почнато Spring, мислам дека има почнато, меѓутоа во делот на запослување на луѓе се релативно скромно, 50 до 100 луѓе. Неполна ти е капа, ништо со нив исто како јавно предпријатие, од аспект на приходи не правите. И оно што мора да го кажам, нема да го дадам како предлог, затоа што знам дека нема да помини, е дека за ова државна помош што ја нуди јавното предпријатие, ако ќе повторам, не треба да нуди јавното предпријатие, треба да нуди општина Битола, дури и во еден дел и државата се ангажира,
изградбата на фабриките, кои ще се под ингеренция на јавното предприятие, ќе оди исклучително тешко, да не речем невозможно. Едноставно просторот така како што со високи подземни води и сите тие ќе бараат клучени од Роберт и Шуберт, ќе бараат прва за следи проблема со земјиштата да можат да влезат да градат. Без, според мене, државна помош од минимум 3 милиони денари за погончиња доста работени и околу 6 до 10 милиони денари, 6 до 10 милиони денари за поголеми инвеститори кои би запослувале над 100-200 луѓе. Нема таму никој повеќе да гради. Требаше државата нешто да се заинтересира повеќе, спротивно, ќе останеме на Роберт и Шуберт, што не викам дека лоша работа, напротив, очевидно, 1000 нешто луѓе, скоро 3000 земат тавкам. Меѓутоа, перспективите на индустријската зона Жабени ќе останат на хартија во форма на толку и толку парцели се купени, толку и толку одобрение за градба имаме, колку имаме нови објекти, нула. Мојата дискусија беше поќе во насока, ако некој ще слуша, да размисли како понатаму со индустријската зона. Благодарам.